Значи, Центарот за современи уметности формиран 1994 година, како дел од мрежите на Центри за современи уметности во Југоисточна Европа, кои ги формираше Фондација Отворено општество во Нивар. Основани сме 1 јуни и веднаш почнавме со работа со подготовка на првиот наш представник Јован Шунковски како представник на Биеналето во Сао Пауло. А крајот на годината, значи декември 1994 година, ја направивме првата мултимедијална изложба во Мала станица, Image Box или наречена кутија со слики. Првиот директор на Центарот, кој го формираше тимот, беше Нелиша Вилич. Јас бев тогаш, Калина Буневска-Исаковска и Мелентија Бандиловски, а подоцна ни се приклучија и Горан Шлакерски и Никола Писарев. Ја поддржувавме македонската ликовна сцена, ги поддржувавме ликовните уметници. Исто така ја започнавме програма за компрехенсивна документација за визуелни уметности, тоест документирање на се она што до тогаш не беше документирано од страна на државата. Целта и на Центарот во Скопје и на другите 20 кусур центри на цела Југоисточна Европа е регионално поврзување, мрежување и размена. Затоа што како млада држава ние немавме меѓународна промоција на македонската уметност надвор, беше сведена на многу ниско ниво, поготово на современата уметност, на луѓето во тоа време млади и млада генерација и средна генерација на уметници, учество на биеналиња и така натаму, значи не е Сао Пауло, тука е Истамбулско биенале, Венецијско биенале, така натаму. И друга една битна работа е возможување на комуникација и контакти и практично носење на автори дела и нови знаења и практики од поширокиот, да речеме, евроамерички културен контекст во Македонија. Да, ние бевме и се уште се залагаме за тоа дека децентрализацијата на културата не значи кај нас многу често децентрализацијата е сведена на делокација. Ке се тргне од Скопје, ке се однесе таму. Не битно е тоа што се прави, таа продукција што се прави во мали места, во мали општини, во села, во градчиња и секаде да има достап, затоа што голем дел од тие работи има извонреден квалитет да биде презентиран во Скопје, меѓутоа она што е исто така многу битно да локално се поддржуваат тие и уметнички групи, и уметници, и млади луѓе. Бевме пионери на некаков културен развој на селата, одејќи пуштајќи филмови, барајќи локални уметници, барајќи локални фотографии и така натаму, да заедно со тие локални луѓе направиме некакви локални културни случувања, иницијативи кои што нивото ќе го подигнат малку на културниот живот. Практично една борба против кичот која што е почната уште тогаш, меѓутоа една борба за мобилизација на луѓето за здраворазумско размислување, за некаква локална солидарност, за препознавање на локалните вредности, за презентација и промоција на тие локални вредности. И буквално тука доаѓаме до тоа тој Николец на креативен активизам, да правиме работи кои што ќе доведат до изголемување на видливост на одредени проблеми. После смативме сршна на тоа е дека луѓето кои што имаат проблем не мора јасно и гласно да зборуваат за својот проблем, туку некој друг или некој уметничко дело може да каже тоа, и они не се изложени од на локално ниво колку и да било и кога и да било во овие 20-30 години демократската свест висока и така дале, тamo постојат и ситни репресии и ситни рестрикции, луѓето се плашат да се бунат дури кога се работи за нивни проблеми. И тогаш почнавме да го користиме тој момент на нешто што ние го викаме креативен активизам или уметнички активизам. Многу се блиски тие два термина. Тогаш почнавме паралелно со оние црни години на Македонија од 2010-2009, дека тоа уствари е многу работи кои што ние ги работевме на село, дека многу добро може да функционираат во град. Почнавме на тој начин и практично од тогаш до денеска ние работиме подоста
на тој креативен активизам преку различни типови на акции. Некогаш работиме, зборуваме за општи проблеми. Некогаш зборуваме за многу специфични акции од различни теми. Така да таа приказна практична цела на креативен активизам почнува од тука, се шири доста брзо низ цел Балкан и пошироко. Ние 98 година отворивме првата наша галерија, галеријата Цикс на Урцен Николов. Потоа ја имавме, кога се преселивме од првите простории, се преселивме во Куршумлијан, таму ја отворивме галерија Куршумлијан и после тоа имавме пауза околу 2 до 3 години, додека не ја формиравме мобилната монтажна галерија. И од 98 година навака, тоа е огромна бројка, значи во Цикс галеријата имаме преку 80 изложби кои што ние ги финансиравме, а Куршумлијан некаде околу 15 изложби за тие 2 години. И овдека 10 години сме веќе во мобилната монтажна галерија, имаме не само изложби, туку и многу настани од различен тип, се преку 170, барем со последното некое броење. А поддршката и ден денеска ја даваме, ние секоја година распишуваме конкурс, некаде до 10 до 15 изложби ние финансираме. Приказната на галеријата, уствари, го забораваме цело време. И една од оние работи каде што центарот ги пополнува празнините во културната сфера и во културата во Македонија. Контекстот на настанување на галеријата 2013 година, кога сите институции се затворени за независната културна сцена, кога не постојат, имаме 0 независни културни простори во Македонија. Веќе се затворени и точка, веќе се сите тие. Се веќе затворени и постои една потреба вратите на институциите се затворени. За независната сцена, за критичката уметност, особено, што е многу битно, е критичката уметност. Тогаш доаѓаме на идеја да формираме простор. Она е некоја формирана галеријава на една голема работилница, ние веќе знаевме дека сакаме да направиме и што сакаме, веќе да ги собравме 20-30 уметника и 10 на 15 архитекти, седнавме разговараме како сакаме тоа да изгледа. На што треба да личи, како да биде мало, да биде монтажно, да биде демонтажно, ние не знаевме тогаш дека општина центар Клида да каже оке, може да стои тука. Ние бивме спремни и на паркинг да монтираме и да демонтираме. Од таму потекнува идејата да се овозможи простор за независно и критичко делување. Во уметноста се создава галеријата веќе. Во самото создавање имаше индиции дека со луѓе архитекти, сериозни планери градски, дека би можело да се ослободи таков простор, да се најде каде што тоа би се монтирала и цела галерија. Во тоа време кошташе нецели 9000 евра незиното производство најпроизведено. Постојат планови и најпроизведена. Работата е дека денеска, значи веќе 12 години, она има 0 трошок и со тоа е еден од најодржливите простори за култура во југоисточна Европа, затоа што незините трошоци се 0. Затоа што не се плаќа грејење, не се плаќа вода. Го имаме просторот, не ја плаќаме киријата, фала Богу, општина центар. Има разбирање за тоа дека е потребен таков простор и ние не генерираме трошоци. Ние ако заработиме или најдеме 1000 евра, оваа година или 100.000 денара се даваат директно и се трошат комплетно на продукцијата. Кај се гледаме за 10 години? За 10 години јас не сум некој оптимиста дека нешто значајно ќе се смени во оваа наша држава, тоа не се сменило долго време. Меѓутоа се надевам дека ние ќе успееме да направиме некаков, сега не е тоа можда најсоодветен термин, подмладок, меѓутоа да оставиме не наследство во смисла на тоа еве ние тоа сме направиле, па оставаме наследство, туку да оставиме буквално некоја нова генерација која што се листа последниве години за среќа на млади луѓе кои што ќе превземат, ќе поземат и ќе го водат тој процес понатаму, не уште следните 10, него барем уште следните неколку пати по 10 години, кога ние веќе најверојатно ќе можеме да солиме памет, али но почесто ќе седиме и ќе гледаме работите од страна.